Администрацијата како срцевина на една држава, како што се спроведуваат политиките, така рекол познатиот Метерних уште веднаш по Наполеоновите војни. Јас откако знам, администрацијата како центар на политичкото действување секогаш е подложна или е поставена на две работи. Едниот е притисокот, а вториот е реформите. И постојано, и тоа е еден облик на реформа, на притисок, затоа што секогаш сме незадоволни од оние кои ни делат власт. Ова е темата за која што ќе разговараме со вас, дополнителна министерка во техничката влада на Република Македонија. Мои гледачи ве знаат како Невенка Стаменковска, пратеник, но еве сега во една друга улога. Се согласувате ли со ова дефиниција сега кога имате ова искуство од Министерството? Тоа не е дека да, ама тоа не е дека и не. Администрацијата, морам да кажам, дека служи за да работи и да функционира државата. Без администрација и без квалитетна администрација не може да функционира ниту државата, ниту еден систем во државата нема да функционира ако немаме не само администрација, туку квалитетна и компетентна администрација. Морам да кажам дека во овој изминат период, за жал, ова моја, да речам, констатација која што сум имала од претходно не е функционално, односно не важи, бидејќи во изминатите 3 години имаме само натрупување на администрацијата, која што е подготвена да работи за одредена структура на лица да може да функционираат, но не и за да може да функционира државата во целост. Што сакам да кажам со ова? Сакам да кажам дека има преголем број на вработени партиски послушници на Социјалдемократскиот сојуз, кои што се без образование соодветно, без соодветно искуство за местата за кои што се вработени, и сето тоа доведува до одреден колапс или нефункционирање на институциите во целост. Така. Министерке, има ли во администрацијата воопшто некој што не е вработен преку партија? Сите овие 30 години. Јас се сомневам дека има таков. Значи, ќе се потврдам, има вработувања преку партија, да речам, но она што... Не, дали има од друг критериум преку партија има? Само тоа сакам да го обяснам. Значи, имало и секогаш ќе има вработување преку партија, но оние лица кои што се регрутираат, ајде да речам, преку партијата и преку центрите од партијата, треба да се луѓе кои што се квалитетни, капацитетни, кои што исполнуваат услови. Ке немам против, иако се луѓе на Социјалдемократскиот сојуз или на ДУИ или на било која друга политичка партија, но да вработуваат квалитет, а не да вработуваат, да менуваат акти за систематизација, да менуваат акти за внатрешна организација на институциите, само за да најдат начин, без никакви критериуми, да се вработат одредени лица. Не знам колку имате информација, но последните вработувања, посебно по затворите, со менувањето на законот, буквално лице кое што нема никакво работно искуство претходно, без може одеднаш буквално од улица да биде внесен и да работи, доволно само да има завршено средно. Ниту е битно какво средно има завршено, ниту дали е капацитетен, ништо. Неколку пати го имам спомнато примерот. Во Генералниот секретаријат на Република Македонија, кај што треба да работат искусни луѓе, кои што треба да го носат товарот на функционирањето на сите министерства и сите државни институции, 15 пати за 3 години се минува систематизацијата со цел да се вработат лица кои што се едноставно не може да влезат во администрација. Имам институции каде што во актот за систематизација има напишано да се вработат економисти, правници, информатичари и така натаму, но имаме пример каде што правниците и економистите се заменети со лица од земјоделството, лица од областа на ветеринарството и така натаму. Какви се имало на списокот? Какви се имало на списокот на Социјалдемократскиот сојуз и нивните коалиции, такви луѓе се работувале и не се внимава дали такво лице е соодветно за да работи во таа институција или не. Министерке, вие имате една друга акција која сега ја спроведувате, а тоа е во насока на она што и од Европа ни кажуваат дека услов без кој изгледа нема да се може, а тоа се фер, демократски и кредибилни избори. Ние досега сме навикнати дека тие 170.000
администрацијци, она што сите го нарекуваме буџетари, се подложни на притисок и тие некако ја одлучуваат победата на една од политичките групации. Еве ви имате една акција која сакате да спроведете. Зашто се работи? Ми веќе најавив од минатата недела, акцијата е пријави притисок, фер избори. Секој ден кој што на било каков начин ќе биде уценет, ќе му се врши било каков притисок во рамки на работното место на кое што работи, на мојата мейл адреса nevanka.stamengovska@mio.gov.mk и на телефонскиот број 3200-955 може да пријави притисок кој што, пак ќе кажам, е поврзано со неговото работно место. Од каде потекна идејата за оваа акција? Морам да кажам дека од првиот ден кога објавија дека ќе бидам технички министер во Министерството за информацијско општество, добив многу поплаки на лица на кои што било каков начин биле под репресија во своите работни места. Но како секој ден се поблиску беше започнувањето, да речем, на официјалната кампања, секој ден има се поголем број на притисоци и имам најновата информација е дека директори на одредени институции ги викале вработените во своите канцеларии, посебно оние вработени кои што се вработени со договор, им белеле доколку не гласа за нас, односно не гласа за Социјалдемократскиот сојуз, ќе бидете испуштени од работа, договорите нема да ви бидат продолжени. Сите овие лица ги повикувам, секој има право на глас и своето право на глас треба да се го уставно право. Точно, треба да се го искористи онака како што смета дека треба да се го искористи во без разлика за кој убедување да е, но да тоа да не биде под присила. Но исто така со цел да во одредени институции, иако согласно законот, согласно член 8а од законот, од изборниот законник, вели дека од денот на распишување на изборите до официјално избор на нова влада, сите постапки за вработување, трансформација, дисциплински постапки и отказни постапки треба да запрат. Тоа не е случај. Од петокот до денес имам добиено 8 поплаки токму по овој основ и веќе има изречено и отказ кој што согласно законот, повторно ќе кажам, не е дозволив. Но има и поведување на постапка и водење на дисциплински постапки точно во овој период. И тоа на лица кои што, ајде да кажам, на некој начин се истакнати по својата работа во рамки на државните институции. Тоа и председателката на Државната комисија за спречување на корупција го изјави пред една недела дека ќе биде под обсервација на таа комисија. Мислам дека тоа некако не ги заплаши актерите. Јас пробав да стапам во контакт со председателката на Државната комисија за спречување корупција и се уште чекам состанок со неа. Сакав да ја известам за сите овие неправилности кои што нели стигнаа до мене. Таму ги имам точно нотирано, овдека не би сакала да зборувам нели да ги кажувам имињата, но ако во скоро време не добиам не се оствари средбата со неа, ќе јавно ќе излезам и ќе ги кажам сите неправилности кои што ги прават. Без разлика, значи дали станува збор за кои лице да станува збор, сите се подеднакво исти во рамки на администрацијата и треба нивните права да се заштитат. Но исто така морам да кажам дека антикорупцијската комисија молчи, исто така во рамки кога нели согласно изборниот законник, повторно ќе кажам член 8а, вели дека не сме да се делат решенија. Токму директорката на Агенција за вработување вчера на партиски настан делала решенија на присутните членови на самиот состанок на Социјалдемократскиот сојуз. За ова треба да реагира соодветниот орган, па да ги видиме постапките, нели? Тоа е кршење на законот и на правилникот на оваа комисија. Точно, но антикорупцијска до овој момент за сите овие како да кажам преставки, поплаки некако не реагира. Така. Министерке, ќе поминеме после на разговорот и вашата представа за тоа што е администрација, какви квалитети треба да поседува, што треба како интегритет секој поединец во тој ланец на донесување на одлуки, на ефектност за граѓаните, така натаму. Но има едно прашање што морам да го поставам меѓу граѓаните кога разговараме вака. Велат техничката влада која излезе после еден макотрпен дел на разни преговори, како да не си оправдува својата улога. Еве, вие сте сега во таа положба. Што велите вие инсайдерски?
Инсайдерски морам да кажам дека функционирање во техничка влада не е баш лесна работа, бидејќи согласно договорот нели треба документите да излегуваат со врзан потпис од двајцата министри. Малку е тешко да се убеде другиот министар, без разлика за Конституција да станува збор, дека одредени дописи треба да излезат. И јас во Министерството со министар Дамјан Манчевски имаме такви проблеми, не за сите предмети, но за повеќето од нив имаме проблеми, додека се убедиме дека одредени дописи треба да излезат со врзан потпис, односно мора да излезат. Исто така луѓето мислам дека имаат преголеми очекувања во рамки на техничката влада, но нашата работа согласно законот за техничка влада ни се врзани малтене рацете и точно има предвидено што можеме, а што не можеме да работиме. Вие сте правник. Да. Сега вака, вие како правник реколте, според законот за техничка влада, одредени акти мора да имаат врзан потпис. А констатирате дека има. Што со тие акти? Ништовни се, не постојат, не произведуваат последици? Не треба да произведуваат последици. Одредени документи кои што не се со врзан потпис, каде што законот налага дека тие треба да бидат со врзан потпис, не треба да ја произведуваат и правно дејство. Значи, ако една странка која се оштетени правата, доколку го процесуира сето тоа, таа одлука, тој акт не смее да не е правно валиден. Не е правно валиден. Точно, не е правно валиден. Значи зборуваме, треба граѓаните да знаат. Треба да знаат граѓаните дека одредени процеси во рамки на самата институција, без разлика што има техничка влада, кои што се тековни акти за носење во самата институција, течат само со еден потпис, бидејќи тоа се тековни активности. Но одредени документи кои што се, ако што се согласно законот, се поврзани со изборниот процес, мора да бидат со двоен потпис. Сега кај нас, за жал, законот можеби во овој дел е недоволно јасен и ги нема таксативно наведено кои документи треба да бидат со врзан потпис, кои документи не треба да бидат со врзан потпис. И од тука некои од министрите кои што се од страна Социјалдемократскиот сојуз ги злоупотребуваат своите права и должности. Имаше време министерке 3 години, колку повеќе 3 години, скоро 4 години скоро да се донесат и подзаконски акти и правилници. Меѓутоа сето тоа не се донеси и разбираме дека ви имате една ситуација на повеќе толкување отколку спроведување, ама тоа е системска грешка. Администрацијата во една држава, како што рекоте вие, не е само крвоток, туку е механизам од кој очекуваме последици. Ме интересира, иако новинарски не е убаво да се прашува за чувство, ама вие влегувате во една институција која е поприлично и гломазна, бидејќи се работи за информатичко општество и администрација, низ неа минуваат вкрстување на интереси, министерства, префрлување и така натаму. Се чувствува ли атмосферата меѓу нашите сограѓани вработени таму, нивни наши туги? А зборуваме за првиот постулат за администрација, а тоа е професионализмот. За жал, прво морам да споменам дека доаѓам исто така од администрацијата, значи јас претходно сум била вработена во администрацијата долги години. Во рамки на Министерството за информатичко општество не се чувствува некоја, така да речам, поделеност посебна помеѓу вработените. Досега со било кој од вработените сум имала поприлично добра комуникација. Сега има некои вработени кои што заради лични причини се однесуваат така како што се однесуваат, но со најголемиот број од нив не сум имала проблем во функционирањето. Сето она што ми било потребно како документација, како информација сум ја добивала некога со закаснување, меѓутоа сум ја добивала информацијата. Но во многу други институции од кои што добивам поплаки се чувствува голем јас помеѓу лица кои што се, ајде да речам, склони кон една или кон друга политичка партија, и посебно оние лица кои што не се склони кон ниту една политичка партија, се чувствува јазот. Што за мене е проблем, бидејќи во рамки на една државна институција партиските интереси треба да бидат оставени на страна, а секој ден кој што е вработен треба да работи за интересите на граѓаните, не треба да работи за интересите на политичката партија од која што доаѓа. Пред мене имам 4 поими за кои што би сакал да разговараме. Како вие разбирате содржината на тие поими, од кои веројатно ќе зависи иднината на оваа држава.
економистите велат, ако толку голем број на луѓе, меѓу кои несомнено има компетентни, се надвор од производниот процес, а ние имаме одселување, намалување на работоспособното население поради малиот природен прираст, од таму кај што се прави доходот, имаме минус, а имаме на место на кај што се користи доходот. Но, сега ќе прашам една работа. Бидејќи сте правник, сте некој кој цело време го следи ова. Заврши ли овој процес на вакво функционирање на политичкиот систем кај нас, глобална партизација, поделеност по сите основи, не само по принципиалните, туку по идентитетски. Идентитет е дали си Ломаровец, дали си Самоец или Дуј или нешто друго. Заврши ли овој процес затоа што веќе не произведува позитивни резултати? Во време на владењето на Социјалдемократскиот сојуз овие 3 години го видовме дека тоа не е возможно од нивна страна, бидејќи ниту еден, ајде да кажам, сите вработувања кои што се направени во овој период, а веруете се огромни, посебно ќе земам бројката од денот од кога се кажа дека ќе има предвремени парламентарни избори, од денот кога се договори дека ќе има избори и датумот кога се кажа, има преку 5000 огласи за 10.000 вработувања за 3,5 месеци. Тоа е огромна бројка на лица кои што се подготвени, кои што Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери ги подготвуваат да бидат. Тоа е скоро 1% од вкупно вработените во Македонија. Точно. Тие се лицата кои што се исклучиво вработени, како што кажав, некомпетентни по партиска линија. Исто така, предходно, во времето на владењето на ВМРО-ДПМН, иако се велеше дека е режим, но јас знам многу луѓе кои што станаа дел од администрацијата, кои што не биле партиски припадници на партија, ниту една партија. Познавам многу такви лица кои што по сплетна околности влегле во рамки на администрацијата и тоа не биле. Но потоа добиваат печат дека се во време на ВМРО или во време на СДСМ, што е како непријатно е. Непријатно е, посебно за лица кои што се немаат такви амбиции. Кои што немаат такви амбиции, посебно зборам за кадри кои што се навистина потребни во рамки на администрацијата. Ова прашање што ви го поставив за се исцрпили можноста на овој вакво делување на политичкиот систем е пред се заради тоа што кога со мои сограѓани разговараш им го прашаш зошто ти си член на една од политичките партии. Одговорот е најчесто тоа, клиентелизам. Ако му каже, добро, нема да има вработувања, крај, готово, завршена приказна, во тој случај партиите ќе се сведат на активисти 200-300 луѓе. Спремни ли се политички партии таков ризик? До сега не видовме. Она што е, ајде да кажам, мојата намера, интенца е. 3 години бевте пратеник. Точно. И тоа значи дека сте представник на сите нас. Точно. Мојата интенца е дека во рамки на администрацијата треба да се вработуваат, да направиме деполитизација на администрацијата, да имаме компетентни кадри, да имаме кадри кои што ќе влезат на мерит системот и кадри кои што се подготвени да го носат товарот на административец, а не товарот на партијата од која што доаѓаат. После работно време, тие може да бидат членови на било која политичка партија, тоа е нивна право, должност, како да сакат. Малечка држава, тоа е тешко е да се искорени, но во текот на работното време тие треба да бидат професионалци за работното место за кое што биле избрани. Така. Дали ќе успееме? Еве сега сме во предизборија. За кампањата започнува на 22, ако не се лажам, на 23, 22 имаме некои други правила. Сега може да разговараме за се и се што вие сте одговорен магистрат во оваа држава, не за се и се што, оно што е ваш обсег на делување. Ние ова го чекаме многу години. Јас можам како новинар долги години да ви кажам реформи во администрацијата некаде од моите студентски денови почетокот на 80-те до сега и секој сме незадоволни бидејќи оној кој дели власт има една повластена позиција, но имаме и една друга работа. Нашата перцепција за администрација е носење на моќ. Додека вкупното мислење на она што велиме европски начин на функционирање е услуга на граѓаните. Како ова дистинкција да направиме? Реформи има. Бидејќи е ментална. Точно, реформи има и секогаш ќе има реформи. Тоа е, ајде да кажеме, жива материја и процес кој што постојано треба да се случува. Морам да констатирам дека до 2016 година се инвестираше многу во администрацијата, се направија многу реформи кои што за жал овие 3 години никако ги нема.
Една од тие реформи е се започна систем за буквално кариерно унапредување во рамки на администрацијата, се донесе и таков закон. Им се призна степен на кариера на веќе административците кои што се подолг период нели во администрацијата. Се започна со серија на обуки онака како што бараат европските стандарди, но сето тоа некако згасна. Министерството за информатичко општество администрација е задолжено да спроведува генерички обуки за административците, но во текот на 2019 година нема спроведено ниту една обука, нема потрошено ниту еден денар во делот на образование и обука на самите административци. Истото се случило и 2018 година, што ги закочува европските реформи. Но исто така и во таа насока би сакала да кажам дека пред некој ден Зоран Заев се пофали за позитивните критики кои што ги добил од страна на Европската унија, но тоа како што впрочем секогаш знаа да го кажа. Во извештајот пишува дека се започнати реформи во администрацијата и дека Европската комисија е задоволна од тој почеток, ако го цитирам. Точно, но тие само ја кажа првата реченица и преводот на англиски се го протолкува онака како што сака да се го протолкуваат, но тие понатака речениците не ги кажа дека непотизмот, Европската комисија нотира дека има партиски вработувања, нотира дека мерит системот во рамки на државата не постои, нотира дека има преголем број на непотизам. Се тоа нели го скрија да го кажат. Што значи дека вели дека има започнато некакви си реформи, но тоа е далеку од реформа која што се очекува да биде спроведено. Односно реформа која што веќе требало да биде направена. Навикнати сме различно да ги толкуваме пораките од Европа, но ќе оставиме вие политичките партии да си толкувате тоа, па ќе почекаме и тие да кажат што е, но овде и постои еден, бидејќи во програмата како делумно излегува од вашата партија, има еден термин кој се вика департизација. Како партија да направи департизација? Многу лесно. Ќе се обидам малку повеќе на луѓето да им го објасниме тоа дека кога во рамки на една институција има креирано одредени работни места и кога за тие работни места има предвидено услови кои што треба да постојат за да се нели за некој да влезе во рамки на таа една институција, во државата има и ќе имало секогаш квалитетни луѓе кои што можат да бидат примени на тоа место. На тој начин ќе обезбедиме дека без партиски притисоци со исполнување на условите, а тоа значи дека лицето кое што сака да аплицира ќе ги исполни условите кои што веќе се предвидени во рамки на актот за систематизација и актот за кој што постои во рамки на институцијата, но исто така нема да дозволиме да ги менуваме овие документи за потребите на едно лице, туку тоа лице без разлика од која партија да се аплицира на работно место каде што ги исполнува условите. И секој еден да има право на фер пристап до одредено работно место, но исто така кога велам да ги исполни условите, тоа значи да го положи испитот во Агенција за администрација, ако е за повисока функција да си го положи испитот кој што е за административно управување и да си влезе фер и коректно на распишаните огласи. Морам да прашам како правник овде, еден од основните постулати услови на сигурноста на правниот промет и на правниот режим е непречесто менување, бидејќи се губи правната сигурност на поединците. Така, ако се менува условите начето за конкурсот, те 5 години, те 3 години, те ниту една година, или општата онаа клаузула да има завршено високо образование е чисто партиска одлука. На ова или на онаа страна? Како против тоа ќе се борите? Бидејќи ја барате довербата од граѓаните? Вака, не би рекла дека тоа да има завршено. Тоа е критериум кој што веќе е предвиден во рамките на законот. Значи, согласно законот за администрација и законот за вработени во јавен сектор, веќе се предвидени условите за одредено работно место и точно е предвидено за која работна позиција, колку години работно искуство треба да има и тоа не сме да се менува. Законот е донесен во 2014 година, влезен во сила во 2015 година и согласно ова нема простор да се менува, но она што има простор да се менува
кај вработените во рамки кои што се вработуваат согласно законот за работни односи, па таму малку подруга е ситуацијата, не исполнувајќи ни еден критериум, таму лицата врегуваат, па и дури условите ги намалија да огласот биде само 3 дена. Според мене тоа е премалку денови за да било кој може да ги спреми документите за да може да аплицира, а сето тоа се направи веќе знаете во така гледаме, овде имаше еден проблем околу знаењето на TOEFL, нивото на кое што професорите го знаат. Тоа е критериум кој што беше, ајде да кажам, претходно во овој закон кој што го напоменав, кој што влезе во сила 2015 влезе во сила законот. Таму се предвиде и точно кои сертификати можат да се вреднуваат, ајде да речеме. Но Социјалдемократскиот сојуз кога дојде на власт ги тргна овие услови, зошто? Затоа што оценувате позитивно или негативно? Тоа го оценувам негативно. Да знае TOEFL директор на Центарот за култура или не знам на музеј? Зависи, значи, во институција во институција. Има случај, ја ќе го кажам, Агенција за странски инвестиции доаѓа директор од кога ги тргна овие критериуми. Доаѓа директор кој што не знае англиски јазик. Сега дека со себе на официјално представување на Република Македонија со себе носи преведувач. Добро, имаме и министер кој не знае македонски. Тоа е нити албански. По законот пишува како треба да се вработи. Пишува, затоа велам, се менуваат критериуми согласно потребите да се вработува. Тоа е нонсенс, за мене се знае. Ако веќе тој документ е донесен и има услови, не треба да се менува. Ако веќе вие сакате да му помогнете на некој човек да го вработите го, не дека помогнете му таму каде што има услови и каде што исполнува критериуми. Така. Некаде во оваа есен во Берлин се одржа еден конгрес за образование на државите кои се во тој процес на приближување кон Европа и министерот за образование на Германија имаше едно пледоје кое што вели научете го терминот компетенција, бидејќи тоа е главниот услов за она што ги очекува. Сакале работеле кај вас, сакале работеле кај нас. Дипломите се само доказ дека се посетувани одредени предавања или курси. Што велите вие сега, се согласувам. Во 2014 година започна еден проект финансиран од британската амбасада за компетенции во рамки на државната администрација. Морам да кажам дека сум еден од лицата кој што беше сертифициран за спроведување на компетенции во рамки на државната администрација и држав обуки се додека оваа власт започна, но од кога се формира оваа влада, ниту еднаш не бев повикана за да одржам обуки во делот на компетенции во државната администрација, ниту пак тој проект е функционален. Со мене имаше повторно наши и нивни и повторно на штета. Не наши и нивни, тука имаше пул од 20 лица кои што се обучени, сертифицирани да држат обуки за компетенции во државната администрација, ниту еден досега не е повикан, па ниту една обука е одржана во делот на компетенциите. Тоа е нешто што мораме да го вратиме назад. Компетенциите, бидејќи како што кажав, ние започнавме со таква реформа, но таа ќе мора да продолжи. Ќе мора да продолжи. Јас кога ве прашав за департизација, тоа значи дека партиите ќе ги дигнат рацете од тоа своја активност, полнењето на администрацијата со своји членови. Тоа има неколку има последици. Една од последиците е мала држава како Македонија, кога можноста да ги доведеш најдобрите луѓе во администрација, ги поделиш на твои и туги, се намалува потенцијата, така? А од тоа ни после произлезе и некомпетентна и нефункционална или поимот професионална администрација. Вашата анализа? Во држава како што сме ние, малечка држава, е многу тешко да ги тргнаш партиите на страна, посебно во делот во администрацијата, но тоа е нешто со кое што ние треба да работиме во иднина и тоа е нешто на кое што ние треба да ја базираме функционалноста на администрацијата. Во времето додека владееше ВМРО-ДПМН, СДСМ постојано потсетуваше дека имаме партиска држава, партиска администрација која што е преполна и нефункционална, но морам да констатирам дека ние во 2016 година, односно до изборите во 2016 година имавме администрација која што беше 130.000 негде администрација. Околу 137.000 без јавните предпријатија. 132.000, но последната бројка е дека ние имаме администрација од 150.000. Тоа значи дека овие малтене 20.000 лица
се донесени во администрацијата. Овде има многу нелогичности, да примиш, не знам, колку луѓе во пошта, а поштата не покажува позитивно работење ниту една година, да примиш во железници, а не покаже Македонија, па сето тоа е... Има институции кои што, за жал, се слаби со кадар. Кога зборам слаби со кадар, велам многу мало навработени луѓе има, навработени административци, согласно големиот обем на работа кој што има институцијата. Тоа сега да речем некои покомплицирани институции, навистина имаат мал број на лица, но од друга страна има институции каде што има преголем обем на вработени, кои што реално немаат некоја посебна работа. Од друга страна, не можете да вработувате во институции кои што знаете дека одве екзистираат, да ставите да има директор и заменик директор, да има управен надзорен одбор, не знам, по 10-15 луѓе, и згора на тоа да вработувате по 20-30 лица, а другите ви штрекуваат, тоа е надвор од здравиот разум. Нормално е политичките партии да сега во кампања да нудат програми и кога ќе дојдат на власт. Имаме една друга состојба во која што го пумпаме буџетот, кој во суштина неголем дел од него е за трансферите, пензиски, плати на администрацијата, 500 милиона евра во годината оди на администрацијата. Кога направиш споредба со ефектноста која граѓаните ја почитуваат или не, или со држава слична како нашата, тогаш наидуваме на повторниот проблем. Нужност од јасна реформа. Спремна ли е вашата партија да иде со јасни критериуми за реформа, а ние како граѓани да очекуваме резултати? Спремна е. Јас тука не би зборува програмата, точно не би. Ќе чекаме да биде објавена. Точно, ќе биде скоро објавена програмата, но она што го имам како интенца, тоа што веќе сме го дискутирале, и она што е мој личен став, морам да кажам, дека прво треба да се направи она функционална анализа која што се збори веќе дека се прави. Тоа е всушност проект кој што претходно ВМРО ДПМН има побарано преку финансиски средства од ИПА програмата, финансиски средства од Европската унија. Треба да се направи анализа во рамки на секоја една институција колку вработени има и колку вистинската потреба за вработување во таа институција, и потоа да се најде модел како да се префрлат тие вработени од една во друга институција. Но зборам префрлување од една во друга државна институција. Тоа постоеше со законот од 2009 година, можноста преку вашето министерство за трансакции. Точно, таа можност е уште постои, но луѓето не ја користат многу или вработените не ја користат многу. Според мене, да се види можноста во оние институции каде што има превработеност, да се направи трансфер на лицата кои што доброволно сака да се префрлат во друга институција согласно или потребите на таа институција, каде што има помалку вработено, односно има потреби, но да се префрлат на исто работно место. Од тој волниот момент доброволно ќе ја закочи акцијата. Па не би рекла така. Има многу лица кои што би се префрлиле во рамки на друга. Потребите се мажат, се оженат, го направат преселба, тоа да. А инаку лично овака да се, а за иста плата многу тешко така. Зависи. Значи има лица, од кога сум дојдена во рамки на министерството, да не речам, мама има едно сигурно преку 40 префрлувања од една во друга институција. Оние кои што јас ги имам нотирано, тие 40 се согласно законот, значи вие можете да се префрлите од една во друга институција, она што е потребно, институцијата да има потреба од вашиот профил, да бидете вработени со решение, да има потреба од вашиот профил, се префрлувате на слободно место кој што го имаат веќе во систематизацијата, за тоа треба да даде согласност Министерството за информатичко општество, но и Министерството за финансии, дека има предвидено финансирање на тоа работно место. Тој процес оди многу брзо за префрлување. Тој беше замислен како место за кај што на многу промптно ќе се реагира од една институција во друга. Меѓутоа, и тогаш имаше од експерти кои велеа дека преголемото нагласување на тој војниот или заштита на правата на административецот му ќе ја закочи работата. Но еве, вие велите дека се движат работата. Работите се движат, секој ден кој што има желба да биде префрлен,
процесот оди многу лесно. А потребите на граѓаните за и не само представата дека толку многу пари се дава за администрацијата, а се остава еден друг момент вели вољно. Не дојде вољно на работа. Меѓутоа ги троши заедничките пари повторно и со формирање на сопствена волја треба да оде. Се разбира дека треба да заштитат неговите права, но тоа донесува неравноправност кај другите кои исто така формираат волја да дојдат ако се компетентни на тие места. Целиот тој систем ќе мора да го разрешите со законски предлози во идните Точно, треба да се види функционирањето на некои веќе постоечки институции, некои 39 агенции. Точно, има многу агенции, дирекции, управи, така натака, треба да се види целиот систем. Впрочем, уште 2014 година и како што кажав, овој проект е побаран од страна на ВМРО ДПМН и се надеваме дека ќе имаме и можност да го спроведеме до крај и да направиме целосна анализа на министерки, ние ги заборавивме европските документи, прибе и така натаму, но постојано сме во некои избори. Јас морам да го искористам и последниот дел, бидејќи кога ќе бидат формирани листи и така натаму, има изјава на председателот Христијан Мицковски. Тоа ќе го коментираме, бидејќи тоа е за тоа овластен. А она што ние како граѓани го очекуваме сега е дека кампањата секако започна многу црно, како да кажем обоена црно. Свесни ли се штабовите дека таква негативна кампања неопределените помалку ги бутка од изборниот процес или сепак луѓето ќе се излезат на избори? Ако лично се прашувам, не сум за многу црна кампања. Треба секоја политичка партија да си го истакне тоа што најдобро знае да го направи, да ги промовира проектите кои што ќе ги нуди на граѓаните, да промовира како ќе функционира во иднина, доколку граѓаните ја дадат довербата да формира влада. Тоа е постулатот на кој што треба да функционира секоја политичка партија. За жал со црната кампања морам да кажам дека Социјалдемократскиот сојуз почна малте не да речам први со таа црна кампања, но тоа е во менталниот склоп на не е ништо чудно, не само кај нас, го има на секаде, меѓутоа се работи за вкус или за како се вели тоа, не само вкус, него пристојност. Ама ќе почекаме. Министерки, благодарам што пред да започне кампањата ми бевте гостин во Агора, а правилата ги знаете. Нели подоцна ќе ги прашуваме оние кои ќе бидат кандидати. Благодарам и на вас.